Драги мои, ви посакувам добре дојдовте во новиот квадрат. Се подготвивме и денес да ви инспирираме и мотивираме нешто да промените во вашиот дом и да го направите убаво место за престој во него. Почнуваме веднаш, а што ќе гледате во новиот квадрат, ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за еколошки материјали како најдобар избор за зачувување на нашата средина и кои уредувачки стилови ги поддржуваат овие природни материјали во нашите интериери. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Зачувувањето на околината и заштитата на планетата на која живееме е еден од најголемите општи трендови ширум светот, па така и кога станува збор за материјалите за градба. Со ова ќе го започнеме нашиот денешен квадрат, односно ќе зборуваме за еколошки материјали кои би било добро да ги внесете во вашиот дом. Уживајте! Со цел да се создаде поздрава средина за функционирање, еколошки материјали се повеќе се користат во дизајнот на интериер. Нивниот квалитет е важен како за луѓето, така и за нашата планета. Квалитетот на материјалите што се користат во дизајнот на интериер се рефлектира во нивното влијание врз околината, но и во нивната издржливост. Главните карактеристики на овие материјали вклучуваат обновливи извори, повторна употреба на отпадни производи, вградена енергија, локална достапност, намалување на загадувањето на воздухот, земјиштето, водата, издржливост и долг животен век, примена во енергетски ефикасни згради, повторна употреба, рециклирање, биоразградливост. Еден од овие материјали е бамбусот. Бамбусот е доста разновиден и може да се прилагоди на какви било временски услови. Промените во температурата, влажноста на почвата, климата не влијаат на неговиот раст. Стапката на раст на бамбус е толку висока што не бара употреба на ѓубрива и пестициди. Самото растение е антигабично и антибактериско, па затоа не бара никаква друга форма на контрола на штетници. Бамбусовото дрво е многу поцврсто и затоа е поиздржливо од било кој друг вид дрво, достапен на пазарот како материјали за подови. Достапен е и лесен за инсталирање, одржување и чистење. Ренданиот бамбус може да се направи во панели кои може да ја заменат иверицата или дрвените композити на производство на зидни облоги, отпорни на земјотреси и на вода, или атрактивен мебел со тропски изглед. Бамбусот се користи и во внатрешната декорација, како и во градинарството, во затворени простории. Тиковото дрво е тврдо дрво од Југоисточна Азија. Тоа е одржливо дрво кое вообичаено се користи за внатрешен и надворешен мебел заедно со палубата. Тиковото дрво е ценет во боровите и дабовите шуми поради неговите природни масла и гуми за чвакање, кои се наоѓаат во тесното зрно во дрвото. Поради природните масла, тврдото дрво од тиковото дрво има природни отпорни својства што го спречуваат дрвото од суво гниење и потенцијално оштетување на паразитите. Тикот е познат по својата издржливост и елеганција, но е и скап. По споредба со борот и дабот, тиковото дрво ќе ве спаси од годишна водопропустливост и одржување, кое трае многу години. Плутата е интерен лепдички материјал, фелемичен слој од кора, собран од комерцијална употреба, првенствено од плута даб, од југозападна Европа и северозападна Африка. Плутата се состои од суберин, хидрофобна субстанција. Подовите од плута се направени да се чувствуваат како тврдо дрво. Тие се интересна одржлива опција, бидејќи вадењето на плута не им штети на дрвјата. Исто така, плутата може лесно да се користи повторно. Всушност, некои подови направени од овој материјал се целосно направени од рециклирани вински тапи. Рециклираното дрво создава прекрасен рустикален декор и стилска атмосфера. Старото дрво на подот, таванот или зидовите и стариот мебел или парчињата создадени од обновено дрво изгледаат впечатливо и стилски, додавајќи природно чувство во дизајнот на интериерот и создавајќи шармантен рустикален декор со уникатни акценти. Волнениот филц е неткаен и се конструира со кондензирање и притискање на волнените влакна додека е влажно. Резултатот е мека ткаенина со фина и густа текстура. Синтетички филц може да се направи од рециклирани 5 пластични шишиња и да се претвори во мебел или зидни облоги со одлични акустични перформанси.
Нерадиосувачкиот челик е долготраен и издржлив материјал, кој може 100% да се рециклира. Покрај монтирањето и спојувањето на компонентите, нерадиосувачкиот челик и површините направени од него може да се полираат и до висок сјај. Така можеме да добиеме или елегантна рефлектирачка завршница или челична четка за мат сатенска завршница. Постојат многу начини да ги вклучите парчињата и формите од нерадиосувачки челик во вашиот проект за внатрешен дизајн. Може да се користи за огради, внатрешни шини на лифтот, внатрешни стаклени вградени прегради, маси и седишта, изложени елементи на конструктивни рамки. Биостаклото е одлична зелена алтернатива за се. Од украсни предмети до мијалници за бања, работни површини и подови. Материјалот е целосно направен од рециклирано потрошувачко стакло. Тканината од соја е обновлив ресурс, бидејќи е направена од нус производи на хартија од соја, како што се тофу и масло од соја. Има мека текстура, споредлива со свила, која е обвиткана и може да се користи за многу текстил во домот. Тој исто така е алтернативна без суровост за производство на свила и кашмир, што вклучува употреба на животни. И сите овие материјали на големо се враќаат и во најпопуларните уредувачки стилови. За нив зборуваме во прилогот кој следува токму сега. Колонијалниот стил настанува со мешање на западната култура и културите на земјите освојувачи како Англија, Франција, Шпанија и Португалија. И веќе може да замислите каква топлина и оригиналност му дава овој стил на секој интериер. Се комбинираат веќе постоечкиот стил со културата на уредување на интериерот на новите, тогаш особено екзотични земји, како што се Индија и останатите меѓу кои далечниот исток, Карибите, Африка. Колонистите со себе носеле мебел од матичните земји и истиот го комбинирале со мебелот на староседелците. Исто така при враќањето во своите татковини носеле и парчиња мебел од различните земји во кои престојувале. Така брзо настанало мешање и комбинација на стиловите и всушност брзо распространување на она што ние денес го нарекуваме колонијален стил на уредување на просторот. Екзотичните елементи најмногу се истакнуваат со употребување на махагон дрво, еукалиптус. Исто така, за овој стил е карактеристичен и бамбусовиот мебел. Фотели, кревети и столици добиени со плетење на бамбусови гранки. Исто така во колонијалниот стил застапени се и нежно плетените чипкани ткаенини, а неизоставен детаљ се и балдехини со мрежи против комарци во спалните соби. Декоративните предмети со кои се одликува колонијалниот стил најчесто се изработени од слонова коска и кора од желка, а чест декор се и животинските фигури кои најчесто се изработувани од дрво. Подовите во овој стил на уредување на просторот најчесто се изработени од дрво, но освен дрвени подови, често се среќаваат и керамички плочки, а за ѕидовите е карактеристично тоа што обично се обоени во светли бои. Едноставноста, функционалноста и неутралноста се едни од главните обележја на се повеќе застапениот скандинавски стил на уредување на просторот. Оние кои се влюбеници во безпрекорната чистота и белина, но и оние кои сакаат да внесат светлина во својот простор, несумнено ќе дадат позитивна оцена на се повеќе актуелната примена на овој стил на уредувањето на животниот, но и на работниот простор. Сепак, ако ова ви изгледа како премногу неутрална опција, веројатно ќе посакате да го искомбинирате со некој друг соодветен стил, да го персонализирате и индивидуализирате просторот, како во него би се чувствувале пријатно и удобно. Индустрискиот стил на уредување на интериерот последниве години е се повеќе популарен низ целиот свет, па и кај нас. Можеме да го видиме во старите поткровја, во становите на нашите пријатели и познаници, но дури и во луксузните вили. И приватните и јавните простори се почесто се уредуваат во индустријски стил. И тоа затоа што е шармантен и необичен, а мебелот и декорациите се лесно достапни. Но што е тоа што, освен ова,
индустрискиот стил го прави посебен и волку посакуван. Иако навидум делува груб и неудобен, интериерот уреден во индустријски стил може да биде и тоа како добар за око, но воедно и исто толку удобен и привлечен. Овој стил на уредување, кој веќе некое време ги освојува симпатиите на целиот свет, е инспириран од времето на индустриализацијата од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Специфично за индустрискиот стил на уредување е тоа што во ваков интериер ќе имате прилика да видите сирови материјали и необработени ѕидови кои некогаш биле сокривани и разубавувани со различни техники. Ако веќе се заситивте од модерниот минимализам во својот дом или работен простор, а воедно сте личност со јасен, изграден и цврст став и сакате нешто ново, па и поразлично, дефинитивно е вистинското време да се обидете со уредување во индустријски стил. Затоа што мора да напоменеме, ова е стил само за храбри кои знаат што сакаат. Надворешните ѕидови, видливите инсталации и видливите челични конструкции, како греди и столбови, се темелни елементи за успешно уредување на интериерите во индустријски стил. Покрај тоа, старите ѕидови и бетонскиот под исто така се клучни фактори за постигнување целокупен визуелен впечаток, кога станува збор за уредувањето во овој стил. Целата убавина на уредување во индустријски стил ќе се истакне ако успешно ги комбинирате старите архитектонски елементи со модерните. Дрвените парчиња мебел со силни и чисти линии, без ниту малку дотерување или разубавување, совршено ќе се вклопат во целата приказна. При што секако треба првенствено да ја земете во предвид и функционалноста и удобноста на се што ќе внесете во просторот. Декоративните елементи од метал како што се железото или бакарот, например, се неизоставен детаљ во индустриското уредување на интериерот. Пожелно е и далеко подобро ќе се вклопат во овој стил на уредување, доколку истите оддаваат впечаток на потрошени и стари. Што мислите за тоа да имате дом или работен простор во кој ќе се појавуваат сите овие стилови, а ниту еден нема да доминира? Се прашувате ли како би изгледало тоа? Помислувате сигурно на хаос, неусогласеност и нефункционалност. Напротив, доколку од сите овие стилови го одберете само она што најдобро одговара, го усогласите правилно, ќе добиете простор уреден со моментално најбараниот и најупотребуваниот стил на дизајнерите. А тоа е еклектицизмот. За таа цел се консултиравме со стручно лице, што точно представува овој стил и кои се неговите одлики. Еклектицизмот може да го наречеме и стил на контраст и разноликост, но тоа не значи дека треба да уредите простор во овој стил е лесна задача. Кога ќе се одлучите за декорот во вашиот еклектичен дизајн, не заборавајте дека собата пред се е простор за живење. Природата на еклектичниот стил е разновидна, но секоја соба во вашиот дом треба да се надополнува со другите. Вашиот простор ќе изгледа неповрзан доколку стилот се менува нагло, од една соба во друга. Ако одлучите дека вашиот дом е подготвен за еклектично освежување, тоа нека се гледа во секоја соба од домот. Ги обработивме речиси сите стилови кои се актуелни и застапени во модерните интериери. Ве советувавме како и вие да ги внесете во својот дом или работен простор, но откако заклучивме дека сето тоа може да ви делува и конфузно, решивме да ви ги представиме преку практични примери на светските дизајнери и архитекти. Во продолжение ќе видите уште неколку од стиловите применети на дело, во мали, големи, специфични простори. Скандинавците сакаат едноставност, затоа нивниот стил често се применува во малите простории. Еден од примерите е овој стан од 42 метри квадратни, кој уште на прв поглед оделува смирувачки. Целиот стан е уреден во неутрални тонови и има многу детали во црно-бели линии. Дизајнерот на овој шармантен интериер ги одбрал белата, сивата и црната боја. И истите ги оплеменил со дрво и цигла, со цел да внесе топлина во просторот.
Станот се состои од мал влезен простор, соба за дневен престој, кујна, трпезарија во полуотворен простор, со мала спална соба, во која дури успеале да сместат и уште помал walk-in гардеробер. Дневната соба пред се ја краси многу природна светлина, која во просторијата влегува низ двата големи прозора. Со цел да се остави простор за движење во просторијата, софата има мали димензии, а спалната соба од дневната е одвоена со преградни ѕидови, на кои се пробиени за да се реши недостатокот од природна светлина, која е важна за секоја просторија. Овој простор е навистина мал, што и нема простор за многу експериментирање, а во него може да се смести само кревет и фотелја за читање. Но благодарение на добрата организација и одбраниот стил, не изгледа воопшто клаустрофобично. Мала е и бањата, но исто така го следи стилот на остатокот од станот и е навистина функционална. За оние со малку повеќе простор на располагање, следната инспирација ни доаѓа од Тоскана. Ова е можеби една од најубавите рустични куќички, каде каминот и дрвото се само дел од целата магија на овој интериер. Куќата е организирана во open space концепт, што допринесува да се зголеми впечатокот и фокусот на големата дневна соба со кујна и романтичен камин. Употребата на дрво и топли нијанси кои само ги следат се основни елементи на интимното и романтично доживување на овој амбиент, погоден да смести дури 6 лица. Дрвените скали декорирани со лампиони водат низ приземјето до галеријата, во двете спални соби и купатилото. И трпезариска маса е изработена од рустикален стил, а е сместена во собата за дневен престој покрај каминот, па во текот на целата зима е најубавото и најтоплото место во домот. Линијата на столиците го следи стилот на ноншалантната обработка на дрвото. Катчето за одмор го чинат две бели фотели, кои даваат извонреден поглед на целата околина. Вниманието со кој стручњаците од Архимед Студио го осмислиле овој простор најдобро се забележува во деталите, како што е обработката на ѕидовите, додатно нагласена со расветата. Кујната е комплетно опремена, но дрвените предни елементи го сокриваат фрижидерот и машината за садови, а посебен шарм во неа дава мијалникот изработен од камен. Не мора да имате околина како Тоскана за да си дозволите уредување во рустикален стил. Дури и во урбаните места, во големите метрополи, во својот стан можете да внесете рустична нота, како што тоа го направиле архитектите во овој стан во Париз. Уреден во модерен стил со најновите трендови, употребувани се многу современи елементи, како и уметнички, но вистинската топлина всушност во него ја внесува рустикалната нота, со која е зачинет просторот. Природните материјали, играта со светлината му даваат посебен шарм и го прават дом во кој владее пријатна атмосфера. Секако и овде дизајнерот ја знаел вредноста на деталите, па ги внел во просторот и со нив истиот го оплеменил. Ако мислевте дека стиловите не се комбинираат, архитектот Матео Цетински преку неговото ремек дело во Загреб ќе ве демантира и ќе ви докаже колку складни можат да бидат индустриализмот и винтиж стилот меѓу себе, кога добро ќе се организираат во еден простор. Ова е простор кој рефлектира страст и интереси, стан кој ги одржува стилот и навиките на животот на собственикот, и како таков е одлично место за живот и дружење. Уште при првиот чекор во станот, тој ја оддава заинтересираноста на неговиот собственик за уметност, музика и филм. Главниот зид во собата за дневен престој ја краси електрична гитара која е во функција на амбиентално расветно тело. Во тој манире и масичката, а дополнително со филмски плакати е декориран и зидот. Во дневната соба доминира циглен зид, која внесува потребната топлина, особено во комбинација со индустриските светилки и детали, кои се провлекуваат низ прозорецот. Предсобието, за разлика од вообичаените, замислено е како социјална зона со шанк составен од метални плочи, со резби значајни за собственикот. Миксот од индустријски и винтиж стил се гледа и во комбинацијата на стари фотели,
и ја изкомода од инокс, која ја подпишува самиот Матео Цетински. Иако е модерна, материјалот од кој е составена го рефлектира остатокот од домот и како таква ја прави оваа комода адекватна за секој стил. Во кујната се истакнува црниот зид, по кој може да се пишува со креда. Истата црна боја е употребена и на терасата, каде се сместени и двете така наречени гост столици, кои се задржани од претходното уредување. Индивидуалност и стил. Тоа е она што му е потребно на секој простор. Иако овој простор ви делуваше премногу машки, на овој сигурно ќе му забележите на преголемата женственост. Пастелен, цветен, нежен. Овде стилот се рефлектира од секој агол и секој детаљ. Од мебелот до декорациите, завесите, расветата. Ако ова е тоа што ви треба, уживајте во инспирацијата од овој шабичик простор. Со овој прилог го заокружуваме и денешново издание. Ви благодарам што бевте дел од него. Се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш пријатно.